Секоја година илјадници млади луѓе заминуваат во потрага по среќата надвор од Македонија. Некои бараат подобра работа, други поквалитетно образование, трети уверени дека некаде во белиот свет полесно ќе ги остварат своите соништа. Што навистина стои зад одлуката да се замине? И уште поважно, што би можело да ги задржи младите дома? Токму темата зошто си заминуваме му го донесе првото место на државниот ораторски надпревар на студентот Иван Петрески од Факултетот за безбедност Скопје. Да си кажеме денеска за гласот на младите, за нивните надежи, разочарувања и очекувања, но и за одговорноста на општеството кон генерациите што доаѓаат. Гости во емисијата почитувани се Иван Петрески, студент на прва година на Факултетот за безбедност во Скопје, и професорката Светлана Николовска, проректор за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Почитувани, добре дојавте во студиото на Телмо. Благодариме на поканата. Иван, зошто си заминуваме? Зашто се заминуваме. Голема тема и болна пред се, но мислам дека од повеќе различни причини. Тој што го кажувам во самиот говор, така што и тоа дека младите повеќе се разочарани од тоа што не им се обрнува ни внимание, од што цело време се они окривувани најчесто за нешто што не успеале да го променат, за кое не се ни они виновни. Нешто што им е оставено, а се очекува од нив да бидат поинакви, а они се веќе внесени во еден систем кој не им дозволува да бидат поинакви, едноставно ги израснува во такви луѓе. Но зошто се заминуваме? Пред се би било причини што може да се променат, но мислам дека промената лежи токму во нас, во младите. Добри, сега ако без многу размислување, вака на прва, те замолам да ни, кога би те замолили или би добил задача да напишеш одново победнички говор, но со обратна тема, зошто остануваме. Како би почнал? Кој би бил воведот? Кој би бил воведот? Веројатно некој цитат од нашите револуционери во историјата кои се бореле тука, кои дале живот за оваа земја, кои најдобро знаат како да се остане тука. Може би малку и саркастично, јас сепак сакам многу хумор, со дел од Диво месо на Горан Стефановски и репликата "И се прди на Европа за вас". Тоа би бил како аргумент за да останеме дома? Да. Добро, професор Кејве, Иван во почетокот вели од некаква разочараност. Значи, доминира разочараност отколку потрага по среќа. Значи, не е потрага по успех, потрага по подобар живот, туку разочараност од она што го имаат тука дома. Зошто ние како повозрасни ги разочаравме младите луѓе? Од што се разочарани? Многу комплексно прашање со можеби многу едноставен одговор. Треба сите да работиме, да го направиме општеството многу подобро, за да ги направиме младите среќни да бидат овде. Значи, среќата треба да ја забележуваме кај одразот на нашите млади луѓе. Јас како професорка, повеќе годишна професорка на Факултетот за безбедност, со години наназад имало повеќе среќа кај младите и имало ентузијазам, но со годините како што доаѓаат кај младите се забележува некоја летаргичност, некоја живееме, такво е општеството, така ќе живееме. Ние треба да работиме, да го направиме, да им помогнеме на младите за тие да бидат иднината на ово општество и да го направиме многу подобро од што е сега. Но тука треба, значи, цел систем, значи сите институции да придонесат за ние да бидеме општество онакво какво заслужуваат младите да биде нивен дом. Добро, Иван, кога велиш разочараност, кој повеќе ги разочарува младите? Политиката, институциите, мислам окружувањето? Сите фактори на крај што и да кажеме, дали институции, дали не знам, здравство, образование, сека не доведе до една точка, тоа е политиката, така што се тргнува од таму, тоа го обликува системот во кој живееме, така што веројатно политиката ќе биде на крајот на секој, што и да одбарам било која тема, тоа ќе биде на крајот. Таа обликува се што е околу нас, се што живееме во целото општество, така што да, дефинитивно политиката. Имаш ли чувство дека дел од твоите врсници, генерално кога зборуваме за младите и зошто заминуваат, дел од нив сепак бараат причина или шанса сепак да останат дома? Мислам дека сите бараат шанса. Никој не му е убаво да отиде некаде далеку каде што нема никој таму, каде што му зборуваат на туѓ јазик, каде што едноставно јаде туѓа храна, се му е туѓо.
Никој не сака да отиде таму, секој би сакал да биде дома и да му биде убаво. Но исто така ретко кој се осмелува да остане и да се бори за да си го направи тоа убаво, тоа е малку пожалното. Дефинитивно. Добро, велиш, младите се на некој начин доведени во ситуација од која немаат излез, втурнати се во некој калап на разочараност. Меѓутоа, нели младите се секогаш основата на промените, надежта е во младите. Токму така, да. Зошто таа енергија кон заминување не се промени кон надеж да се променат работите тука, особено после овие аргументи што ги изнесуваш дека никаде не е како дома? Токму така, тоа е целта до некаде и на мојот говор и крајот како што го завршувам е да разбудам таа една борбеност. Ја имам едно можеби не толку популарно мислење, мислам дека младината многу повеќе ќе направи за Македонија, дека многу повеќе ќе промени на подобро, кога ќе дојде тони наред. Дека она што им останува е доста лошо, не оставаат во незавидлива ситуација, но мислам дека ќе успееме на крај да се избориме да направиме нешто убаво и да ја направиме Македонија онака како што треба да биде. Не окривувате нас повозрасните зошто ви оставаме такво место за живење? Од Македонија направивме такво место за живење каква што е сега? Не да ве окривуваме директно, не може поединечно, секако не сакаме да генерализираме, посебно не сакам јас да генерализирам, но имаме доза на, барем јас лично, некоја, дека ни оставате нешто што ние треба да го поправаме и да го оправаме, но треба да бидеме благодарни дека добиваме било што. Дека добиваме нешто од каде што треба ние да почнеме да се бориме. Знаејќи дека некогаш сме немали ништо, сега треба да сами да се избориме да направиме нешто каде што ќе биде наспред субо, потоа и на понатаму идните генерации, иако сме многу млади за да размислуваме понатаму, но сметам дека треба да почнеме. Ајде пред да чуеме цитати од твојот говор, победнички, како што рековме на надпревар на кој учествуваа најдобрите студенти од сите универзитети во земјава и тоа беше по повод 9 мај денот на Европа. Професор, би сакал вас да ве прашам, секојдневно работите со студенти и тоа години назад. Какво е вашето лично чувство, вашата лична перцепција со оглед на надвор од статистиките на луѓе кои заминуваат во текот на годината или на истражувањата што се проведени на оваа тема? Од еден клас, например, од една година, доминираат деца, млади што сакаат да заминат или сепак оние што бараат шанса и надеж дека во Македонија нештата ќе се променат, па би останале тука? Јас сум долги години професорка на факултетот за безбедност и можам да се пофалам дека нашите амфитеатри се полни. Ние во прва година запишуваме некаде околу 200 студенти. Тоа укажува дека сепак младите луѓе сакаат да останат во Македонија, сакаат да студираат во Македонија, но и моите сознанија говорат дека дел од младите сакаат да студираат во странство. Тука пред се е Словенија, значи можам да речам како прва станица на студентите од Македонија, но и другите европски и прекуокеански држави. Но она што секојдневното мое, да речеме, контакти, интерактивно со студентите е дека тие си ја сакаат државата, сакаат да останат овде и нешто што ме радува дека тие посебно кај нас на факултетот за безбедност сакаат да дадат свој придонес за Македонија да биде безбедна држава во која што сакаат да придонесат со својата едукација, со својата идна работа, да Македонија биде една безбедна држава. Значи ние сме согласно локацијата, географската положба, природните богатства, ние сме држава која што е богата држава, но не сме свесни колку сме богати. Треба некој од странство да дојде да ни каже колку имаме убава храна, колку имаме убава природа, колку имаме природни богатства, колку имаме уметнички, археолошки богатства. Имаме се и не успеавме на овие млади луѓе тоа да им... Затоа велам дали не окривуваат како генерација. Младите се многу повеќе свесни, да речеме од нас постарите, бидејќи младите одат на work and travel преку летото, па се запознаваат со животот во странство, имаат искуства еве со Еразмус размената на студенти, одат по неколку семестри во странство. Значи они ги впиваат тие знаења таму, впиваат животот што е таму и на крај кај нив има едно чувство дека дома си е дома. Значи има наши студенти кои што по еден или два семестри поминале во Турција, во Чешка, во Словенија, од нашиот факултет зборувам, но и од универзитетот,
мал дел од студентите остануваат во странство, но голем дел од студентите се враќаат и сакаат токму во нашата држава да внесат нешто ново. Или на некој начин, еве вака и со овие ораторски, да речеме, говори, да ни укажат на нас постарите дека они тука се чувствуваат и сакаат да бидат дома и да придонесат домата стварно да им биде убава дома. Ова е вашата перцепција, перцепцијата на Иван е малку поинаква. Да видиме. Не е толку надежна како што зборувате вие. Иван, кај младите доминира чувството на надеж или сепак на разочараност и цинизам? Доминира чувство на разочараност, дефинитивно. За жал, повеќето млади гледаат да отидат. Еве, професорката има поинакво сретнато, можеби млади луѓе, сепак тие што ќе почнат на факултет тука, веројатно имаат желба да останат. Но како помлад јас, како млад човек, што сум цело време меѓу млади луѓе, знам кој е размислувањето кај повеќето, за жал е дека сакаат да се заминат. Но дали тоа може да се промени? Може дефинитивно. Ворет, што е тоа што најмногу ве разочарува? Ве прашав преска, дали е тоа недовербата кон институциите, недовербата генерално на системот и велиме системот како таков. Меѓутоа, ако може малку по-конкретно, бидејќи победи на со ораторски говор, веројатно ќе можеш по-прецизно да ни објасниш кога велиш разочараност, од што е таа разочараност, од висок степен на корупција, дали е од немање чувство на идентитет, на припадност, дали е чувство на некоја неправда, на ниска валоризација на вашиот труд? Може да ги лицитираме сите и за секој ќе биде различно, за жал има многу. Има многу. Сет што набројавте е причина. Може да набројуваме до утре ќе биде причина, дали е лошо здравство, лошо образование. На вашата ранглиста како е вака? Си зборувате меѓу веројатно како врсници, што е тоа што доминира на таа ранглиста, што ја прави голема разочараност? Веројатно не посветувањето внимание на младите. Тоа е нешто што историски можеби гледано е на овие простори за жал така, уште од времето каде што и има протести студентски во 1968 година, каде што студентите слични барања имаат како што и денеска сите ги зборуваме, така што веројатно повеќе е трудот на студентите кој не им се обрнува внимание на студентите, на младите луѓе општо. Од кого очекувате внимание повеќе? Од универзитетот? Од институции, општо сите институции. Не знам, смешни се некои работи, како на пример сега ќе земам случај дека овој месец студентскиот оброк кој е законски задолжителен за законско право на студентите им е скратен на студентите од факултетот за безбедност овој месец во јули. Зошто им е професорка скратен? Зошто им е скратен, прашање на кое што се обидуваме да најдеме одговор и да најдеме одговор дали е само факултетот за безбедност, дали тука се и службите на МОН. Значи имавме интензивна комуникација. Само за овој месец е скратен студентскиот оброк на студентите на факултетот за безбедност, а изминативе месеци тоа се случи и на Финки, се случи и на факултетот за информатички технологии во Битола. И секогаш Значи не е исклучок факултетот, туку правилно. Зошто се случува? Побаравте одговорот? Не е исклучок, значи еве ние го побаравме одговорот за Министерството за образование и наука. И сега тие имаат електронски систем со база на податоци за сите студенти, каде што универзитетите, односно факултетите преку универзитетите, секој месец ги ажурираат листите на редовни студенти кои што ги исполнуваат условите за да го добијат студентскиот оброк. И тоа се прави на секој факултет, се прави на факултетот за безбедност во Скопје. На тој систем, таа база на податоци, значи нашите административни службеници кои што работат на тоа, ги внесуваат податоците, значи постојано и тие податоци се на МОН. Во случајот, значи, кај нас е настаната еден мал временски период кога имало несоодветно упатство како да се обработуваат податоците на студентите. Значи, со едно кликање во моментот се бришат студентите. Но сето тоа се гледа во системот на МОН. И службите таму треба да реагираат. Значи како може И ова се случува после ораторската вечер кога децава победуваат и даваат извонредни говори зошто заминуваме. Така. И некои мали ситници како ова можеби ја прелеваат чашата. Значи јас тоа го кажувам. Значи ние сакаме да се да ни биде електронски, бази на податоци, но сето тоа треба да се работи, затоа што луѓе се во прашање. Ако некој некаде
не би рекла дека сгреши или притисне некое копче, другиот треба да сигнализира, затоа што не може одеднаш факултет со над 500 студенти одеднаш да се изгуби од базата на податоци, како што е сега случајот. Значи, па треба да се каже, треба да луѓе што се случува кај вас, може во одреден момент има пат на системот. И сето тоа може да се коригира, не е тоа никаков проблем. Иван, кога зборуваме за чувство на идентитет, на припадност, веројатно како добар оратор би можел да ми го објасниш како младиот човек денес во Македонија го подразбира сопствениот идентитет и дали кога сака да замине некаде и чувството на вклучено и чувството на потреба од припадност некаква. Бидејќи ми ги цитираше нашите народни херои од минатото, како ти би ми го опишал чувството, што значи за тебе да си денес македонец и во таа смисла дали си потценет во однос на некои други европски нации и народи, дали така се чувствуваме бидејќи сме изолирани, односно надвор од тој клуб на привилегирани поради објективни или субјективни пречки? Никако не се чувствувам потценет, баш напротив. Ние јас како македонец имам и тоа како со што да се гордам. Имаме историја која може да не завидуваат многу светски држави, каде што иако толку години под секакви робства сме биле, сепак сме успеле да ги задржиме нашите традиции. За жал има некои трендови каде што многу млади луѓе ги одбиваат, не знам, им е застарено, им е не знам како да кажам, не сака да ги почитуваат традициите, иако да речеме во некои европски држави каде што они гледаат некој големо некои држави каде што не им завидуваат, да ги имаат оние наши традиции, они ќе ги почитуваат до крајност. Така што и тоа како сум горд затоа што имам такво потекло, затоа што сум македонец, имам со што да се гордам, имам и тоа каква традиција, а и сегашна што може да се изгради понатаму, не е нешто што можеме да се потцениме и тоа како може да се фалиме со тоа, но само треба да се охрабриме за да се исфалиме па. Ајде да се надоврнам со прашањето, дали македонската иднина е во Европа? Македонија е во Европа и апсолутно иднината во Европа. Или во Европската унија, да бидам по-конкретен. Европската унија е сојуз, економски сојуз, кој повторно е тема на политика. Ако ЕУ е нешто што Македонија ќе подобри, ќе ја прифати Македонија пред се, но тоа да, но пред се Македонија треба да види во сопствениот двор, пред се треба да се средиме сами. Можеме ли да ја донесеме Европа дома, односно европските стандарди тука? Апсолутно, но немаме потреба ние да ја бркаме Европа, односно Европска унија, треба првенствено да се средиме самите дома. Од ситни си работи, каде што не треба да имаме ѓубре на улиците, не треба да имаме ѓубре на најпрекрасните места што ги имаме. Не знам, ќе отидеме на Козијак, на Матка, тоа е прекрасна гледка, нешто што го нема никаде на светот, пештери, шуми, водопади и се што имаме во природата, ние го загадуваме. Пред се треба да работиме на општеството што ни е внатре, на културата. Дали бегаме поради сопствениот менталитет, можеби? Точно, поради менталитетот што е изграден годините наназад. И кога ќе стасаме некаде било каде во Европа, таму сме други поинакви? Апсолутно, што мене никогаш нема да ми биде јасно како тоа функционира. Затоа ми е моментот дека младите се поинакви во тој однос дека дури и дома младите почнуваат да бидат такви. Не сите, не многу, но почнуваат. За разлика од постарите, каде што луѓето едноставно некако имаат навика кога се во Македонија да им биде онака како да се на депонија, да може да фрлаат што сакаат, да прават како сакаат и кога ќе излезат да бидат како бубачиња мирни и се. Додека младите некако имаат само свест да и дома бидат такви. Има многу примери каде што младите сега почнуваат да прават многу еколошки работи и така натаму, кои Како би ми го опишал во една реченица поимот татковина? Што е за тебе татковина? Местото во кое си роден или пак местото кое ќе ти овозможи да живееш достоинствено? Местото кое ти дава гордост на душата, кое ќе ти исполни, кое ќе видиш слика од незината природа, ќе ти исполни душата, ќе ти ги насози очите, кое ќе чуеш песната која ја пишувале твоите предци, ќе те наполни душата и така натаму. Се што ќе исполни. Татковината не е нешто материјално што може да се пипне, тоа е нешто што ќе не разбуди емоции во нас и така ќе ја почувствуваме дефинитивно. Ајде, бидејќи си веќе доволно инспириран, така барем јас чувствувам. Повели со делот, со воведниот цитат од твојот победнички говор на ораторската вечер и со некои делови од него и завршницата, да речем. Апсолутно. Робот се бори за слобода, а слободниот се бори за совршенство. Рекол Јанес Сандански, рекол па загинал. И така гинале и други. Минувале години, минала и федерацијата. Па во 91-та си ја честитавме самостојна Македонија. Па почнаа со слободните да градат совршенство. И го изградија совршенството.
совршена корупција, совршена уништен правен систем, совршен криминал, совршено исцелување на младите. Совршенство за мене, совршенство за тебе, ваша милост, совршенство за сите. Совршена економија изградија. Почнаа се да извезуваат, да продаваат и знаме и име. А пари само стигаат, а тие земаат. Лева рака, десен джеб. Па лев, па десен, па дештето отиде во Будимпешта, па пак лев, па десен, а совршенство на секаде. Го почнувам малку саркастично, намерно, јас сакам хумор, сатира и така натаму. Мислам дека преку хуморот може да се критикуваат највеќе, се да се критикува посебно денешното општество. Повеќе е тажно или повеќе е смешно? Еве, додека сме во делот на цинизмот. Зависи како го гледаме. Мислам дека песната од Биси без дали да плачам или се смеам. Добро, и кога е веќе така како што го опишуваш во ведниот дел од одговорот, што е тоа што после се поентите на крајот или би им го порачал на луѓето кои веќе купиле билет во еден правец? Тоа ќе биде само крајот на говорот кој ќе го кажам. Затоа, младино, доаѓа наш ред. Во овој мрак што ни го остават, ние ќе запалиме една свеќа. А по не уште една, па уште една, па уште стотина. И така, во тој мрак ќе создадеме светлина. А од таа светлина повторно ќе се роди слободата. Така? Така? Аплауз, добро. Професорке, дали овие денешни генерации на студенти се поразочарани од некои претходни генерации, поталентирани или пак послободни? Имате некакво рангирање, може да направиме некаква, да дадеме некаква дефиниција? А денешните студенти дефинитивно се послободни. Не калкулираат како нас возрастните? Не калкулираат. Значи, јас почитувам кога студентите знаат да кажат што сакаат. Знаат да поентираат што сакаат. Знаат да постигнат успех, но ме радува и тоа што голем дел од нив знаат како се доаѓа до успехот. Значи, ако во едно време, нели, од основно го знаеме тие, тоа е општо познат факт. Ако не се сите петки, родителите се сите во училишта во јуни. Мора детето да биде најсовршено, најдобро сите петки. Значи, петката не зборува за некој дека нешто знае. Тоа е само бројка. Но кога младите луѓе ќе почнат да го зборуваат, како денеска има што го зборува овде, значи тоа они сами го, значи тоа е говорот нивен. Јас чувствувам дека кај младите луѓе се има повеќе слобода да кажат што сакаат. А зошто возрастните се уште калкулираат, се уште внимаваат што ќе кажат, која фраза ќе употребат, дали ќе кажат, дали ќе се замерат заради сопствениот комодитет, заради страф? Зошто постои ли автоцензура, еве на пример меѓу вашите колеги? Да, значи постои. Некогаш и ние немаме одговор на прашањето зошто кај некого постои автоцензура. Јас сум тип на човек што јас секогаш сум го кажувала тоа што го мислам. И тоа што го чувствувам, и тоа што мислам дека треба да биде. Значи, јас сум професорка која што долги години се занимава со истражување на економски криминал. А токму тој криминал ја тоне државата. Оние што калкулираат, со што калкулираат? Калкулираат со тоа што балансираат. Што ќе кажат и дали треба да го кажат, и ако кажат дека тоа некој ќе им го земе за зло. Јас мислам, ако сите кажуваме по нешто подобро, сме чекор подобри. И кога ќе чуете дека еден млад човек вели не ја гледам иднината тука, дали тоа го чувствувате како критика врз системот од кој сме дел сите, или пак како апел за помош на една нова генерација? И како критика, и како апел за помош. Но и како укажување на нас постарите, престанете да бидете ограничени, дајте им ја слободата на младите. Еве го Иване, прва година, јас сум професорка во неколку семестри на факултетот за безбедност, јас кај моите студенти им давам да бидат слободни, да го кажат своето мислење. Но и им укажувам дека тоа што ќе го научат, не го учат за оценка, не го учат за мене, го учат за нив, за тоа што нивниот придонес кога ќе се работат, посебно во безбедносните институции, е придонес кон подобра држава. Значи, не може тој утре да открива криминал ако не знае, не може да обезбедува докази ако не знае. И ако не знае, криминалците ќе шетаат по улица, или што е она што е најпоразително, да ги оставиме тие да ја учат корумпираност и да бидат корумпирани. Тогаш ништо не сме направили.
Иван, дали цената на останувањето во Македонија е можеби човек да се откаже од своите соништа? Не би рекол. Би рекол дека треба да биде пренасочување соништата да се остварат дома во Македонија. Не е откажување, нема зашто да се откажеме. Едноставно соништата ќе ги преточиме заедно со борбата да си направиме поубаво место за живење. Добро, дали е Македонија земја од која се бега или вреди да се бега, или Македонија е земја која вреди да се бори? Вреди да се бори, ќе ми речеш, но некако тешко оди борбава. Тешко оди, да, мала е мотивацијата кај сите млади посебно, зашто ли кај постарите многу се губи мотивацијата, не само кај младите, но дефинитивно вреди, има за што да се бори. Во Македонија има за што да се бориме и само фали така некоја искра да се даде на младите за да почнат да се борат за својата земја. Кој да ја запали првата свеќа, веројатно? Да. Првите 2-3 се најтешки, а потоа веќе до 100%. Каде ја барате таа искра? Ќе ја бараме сами во себе. Кај некои поединци што ќе успеат тоа да го направат. Секогаш имаме ние генерации на успешни во секоја сфера, во секое поле, и спортисти, и уметници. Апсолутно има. Сите тие допринесуваат за тоа нешто, така што... Но никој не ја запалил свеќата до сега, или? Има свеќе, се палат свеќата, но никој се уште не успел да ги сите млади да ги спои и да направи еден голем пламен. Тоа фали. Но веројатно ќе успееме. Каква е твојата лична визија за себе и за едината на Македонија? Ако се погледнеш 10 години од сега, каде се гледаш, се прецепираш некаде во странство сепак, бидејќи не се запалила доволно свеќи, или пак мислиш дека ќе биде тој убав пламен ќе гори и Македонија ќе биде достоинствено место за живење во кое и тие што заминале ќе сакаат да се вратат? За 10 години дефинитивно се гледам во поубаво општество од ова што го имаме сега, повеќе вклучување себе си, првенствено повеќе да се вклучам во се, но дали ќе нема да успееме или ќе успееме да го запалиме тој пламен, ќе видиме, но и да успееме и да не успееме, јас ќе бидам тука, нема да заминам никаде. Верувам дека има многу мои истомисленици, посебно млади, кои ќе се бориме до крај да ја направиме нешто од оваа земја. Освен она што ги наброја убавите шуми, езера, пештери, реки, природата, што е тоа што Македонија се уште го има, а многумина млади не сакаат да го загубат со напуштањето на нивната татковина? Освен многуте традиции што се богати, навики, едноставно менталитетот, македонскиот менталитет, тоа мислам дека може да го видиме навсекаде. Спортисти кои се врвни и се во странство и најчесто можеби не ни зборуваат на македонски, ги знаат своите корени, знаат како да покажат на светот кои се. Веројатно тој менталитет, тој некој македонски и инат и се што можеме да бидеме е она што највеќе ќе не влечи, ќе не одвојува, ќе биде. Менталитетот го споменавме и во однос на лошите работи и во однос на добрите. Апсолутно. Не е нормално, балансот е секако, но не може да се одвојуваме менталитетот, она што треба да бидеме и да се гордееме со некои работи, но не и со сите. Професорке, колку универзитетите во земјава може да влијаат врз одлуките на младите да се заминат или да останат во Македонија со оглед на рангирањата, на оние прочуени ранг листи на кои меѓу првите 2000 нема ниту еден универзитет од земјава? Многу добро прашање. Значи, универзитетот од кој што јас доаѓам, тоа е Битолскиот универзитет. Битолскиот универзитет уназад 2-3 години е членка на Алијансата Колорс, значи тука се повеќе европски универзитети од повеќе европски држави. Со таа програма, со таа алијанса, фактички Битолскиот универзитет ја носи европската диплома дома. Што значи тоа? Значи на самиот универзитет се гради една таква платформа, таква стратегија, секако нели во соработка со сите држави кои што се учеснички во Колорс Алијансата, односно универзитетите, и на нашиот универзитет се создаваат се повеќе услови за студентите да имаат подобро образование, потикнување на активностите на студентите на самиот универзитет, каде што си нели бројните надпревари, организација на меѓународни студентски научни конференции, па каде што имаме и други видови спортски надпревари. Сето тоа е потикнување на младите дека треба да се овде да ја најдат Европа. Со таа алијанса фактички Европа е дома. Препознавате вие како студенти доволно причини да останете дома? Ево низ ова што го зборува професорката, или да прашаме и квалитетот на образованието? Дали е интегрирана тој процент на пракса што е неопходен за да создадеме квалитетни луѓе за пазарот на труд?
За жал, за системот за образование секогаш се сведува на поединци. Поединечни професори кои ќе се одвојат, кои за жал пробуваат некако да се изборат со системот на образование за да успеат да предадат повеќе, да пренесат повеќе знаење. Значи не е системски решено, туку така, на база на ентузијазам на повеќе на самите професори, иако се представува како да е системско решение. Нормално вакви работи се тоа како од помош, првенствено и за студентите и за се, каде што ги вклучува во многу активности, но пак и тоа е на база на самите студенти и на професорите. Но дефинитивно бара промени да ги потикне и студентите и професорите да прават повеќе за повеќе да се пренесуваат тоа знаење и да се развиваат. Како што ни кажа конкретно што е тоа што е разочарувачко, па ни го спомна примерот со студентскиот оброк, укинувањето. Што е она што треба или го очекувате како генерација на млади студенти да го направи универзитетот, да го направи бизнис секторот, да го направи државата, Министерството за образование во наредните 5 години да го смени трендот на големо заминување од Македонија? Конкретни чекори, например, што би сакале вие кога би имале одврзани раце? Да, првенствено е повеќе вложување некако во младите. Мислам дека самата колку и да е тешка ситуацијата, да се мали платите и така натаму, кога ќе се вложува, кога некој што ќе заврши факултет, знае дека ќе има работно место со тоа, кога знае дека трудот што го вложува ќе му се исплати на крајот, дека знае дека државата ќе го поддржи. Нема да живее во студентски дом кој му тече вода од таванот, во кој нема грејење, во кој ќе снема струја, туку ќе биде на убаво место каде што може да учи. Пред се треба да ги мотивира на тој начин по мене, да им даде нека вредност за понатаму, а за останатите делови тоа веќе. Професорке, членството во Колорес и се ова што го зборувате не го прави ова што децава го очекуваат. Вие правите во еден дел, меѓутоа во еден друг дел целиот систем некако не може, вели на база на ентузијазам на поединци оставено се. Значи на база на ентузијазам на поединци професори. Значи поединци професори кои што сватиле дека својот влог во едукација на младите луѓе е личен придонес за развој на општеството. Но тоа не е доволно да се запала свеќите. Значи свеќа по свеќа. Значи свеќа по свеќа. Иван имаше шанса да дојде во Битола. Значи во Битола се направи веќе еден универзитетски студентски центар, каде што има библиотека со голем библиотечен фонд, каде што има простори, каде што студентите можат да имаат спортски активности, каде што можат да се дружат, каде што може да организираат било какви настани, стартап, да речеме поврзување со стартапи преку бизнис заедницата, учество во повеќе проекти, па има повеќе, да речеме, повеќе предпријатија, односно поголеми фирми кои што веќе и стипендираат. Значи зборувам за целиот универзитет, кои што ги стипендираат студентите за како идни вработени во поголемите компании во Пелагонискиот регион. А студентите на факултетот за безбедност, значи ние сме во Скопје, а Битолскиот универзитет опфаќа поголема површина. Значи тука имаме и во Велес факултет, и во Прилеп, и во Кичево, и во Охрид. Значи поголем универзитет кој што е мал, можеби по број на студенти, по број на единици, но голем по површина, кој што опфаќа еден поголем дел од Македонија. А студентите на факултетот за безбедност, значи ние се трудиме, ги носиме во безбедносните институции, ги запознаваме со нивните идни предизвици. Еве веќе има најава и дел од нашите студенти кои што се најдобри по успех добиваат директно вработување. Дел од нив се јавуваат на конкурсите кои што ги распишуваат безбедносните институции. Значи највеќе вработување имаат во Министерството за внатрешни работи, но не и заостануваат на Националната агенција за безбедност. Значи, сите безбедносни институции каде што нашите студенти се вработуваат. Добро, Иван рече не достига внимание на младите, сака некој да ги слушне. Имате чувство дека еве твојот победнички говор ќе биде слушнат со оглед на тоа што бил укинат студентскиот оброк после тоа, веројатно никој не го слушнал победничкиот говор или го слушнало членовите на жири комисијата кои го прогласиле за најдобар и тие што биле присутни во амфитеатарот кога си го кажувал, кога си го говорел и толку веројатно. Како гласот на младите да стаса до вистинското место? Сметам прво тоа вистинско место треба да сака да слушне. Оние луѓе што сакаат да слушнат, каде и да се во институции, дали се професори, дали се жири, дали се во политичари, они ако сакаат да слушнат, они ќе го слушнат тоа. Тоа не е нешто дека во тој момент е само, не е дека е нешто ново.
но за жал многу мина се прават глуви при уши и Од она што го слушнав досега, добив впечаток дека не би сакал да заминеш, дека сакаш да направиш кариера во Македонија и да придонесеш Македонија да стане поубаво место за живење. Меѓутоа, еве, сега си на прва година студент на факултетот за безбедност. Дел од студентите ќе го фатат твојот пат, ќе учат, ќе се докажуваат, ќе работат напорно, ќе создаваат добри победнички говори и секој во својата сфера научни трудови. Дел ќе се зачленат во политичките партии и можеби тие ќе изградат побрзо, поуспешни кариери од вас кои ќе работите напорно. Дали тоа го перцепирате како како опција? демотивирање дефинитивно. Кога ќе разбереме дека Како некој демотивација? Да, некој со само една книшка може да отиде и да му бидат сите врати отворени само затоа што климал со главата без да размислува, само викал да, дефинитивно е болно малце за сите млади, но верувам дека треба да се избориме со таа болка. Исполитизирани ли се многу младите? Младите не се толку исполитизирани, баш тоа ми влева надеж. Затоа што многу често од младите слушаме дека тие се неопределени, дека не се занимаваат со политика, тоа е лошо. Тоа е лошо, но тоа значи дека они се неутрални и дека кога ќе се појави надеж, тоа они можат да бидат уклучени. Дефинитивно. Добро, кога во студио овде би седела Македонија во лик на еден човек од 35 години, меѓутоа така некако таква каква што ни е државата во моментов, што би била пораката? За крај. Што би била пораката? Да издржи, да не плаче, дека тука се незините чија да ја спасат. Иван Петрески, најдобар оратор на генерација на универзитетите во Македонија, и професорката Светлана Николовска, ви благодарам многу за учеството и за овие инспиративни мисли и пораки. Благодарим. Благодарим. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието. Останете на Телма, имајте убав ден.